Здраво! Добре дојдовте во уште една нова епизода на подкастот Клиника за труд. Денешната епизода е нешто посебно. Вистинска средба на лица од две страни на преговарачката маса. На наша огромна чест и задоволство, со нас денес се два влијателни гласови во светот на трудот, и тоа председателот на Бизнис конфедерацијата на Македонија, господинот Миле Бошков, и председателот на Конфедерацијата на слободните синдикати, господинот Благоје Ралповски. По повод празникот на работниците, Денот на трудот, заедно ќе ги истражиме предизвиците и можностите со кои се соочуваат работниците и бизнисите во економијата што брзо се менува, од автоматизација и недостиг на работна сила до преговори за плати и благосостојба на работното место. Може ли соработката да ја замени конфронтацијата? Ајде да знаеме. Добро дојдовте. Добро ве најдовме. Кој е Миле Бошков? Ке може ли да ни кажете нешто повеќе за вас, за вашето искуство, за Бизнис конфедерацијата, идејата позади неа и незината улога во општеството? Ви благодарам за поканата. Пред да ви одговорам на првото прашање, ќе додадам дека треба да го одбележиме и Денот за безбедност и здравје при работа, 28 април, и така да во еден пакет на одбележување на празникот на трудот, 1 мај, исто така мораме да размислуваме и на безбедноста и здравјето на работниците, и со тоа мислам дека на некој начин одговарам и за тоа кој е Миле Бошков, односно се одлучив мојата професија да се насочи кон општествената дејност, заштита на правата и на интересите на работодавачите, постојано мислејќи на вработените во компаниите, во фирмите, во предпријатијата, односно кај работодавачите, со тоа што можеме да се пофалиме, баш и со мојот колега соговорник, ние сме единствените кои пред комисиите на Меѓународната организација на трудот, за да постигнеме демократски капацитет во земјата, моравме да пред се да ја тужиме земјата, ние пред комисијата за слобода на здружување, Конфедерацијата на слободни синдикати за имплементација на стандарди, така да се чувствувам пријатно во друштво на реформатори и на една млада дама која знам дека ќе биде доктор на општеството во иднина. Благодарам, многу се согласувам, дефинитивно сме доктори за општеството. Кој е Благоје Ралповски? Дали може вие да ни кажете нешто повеќе за вас, вашето искуство како синдикален лидер, за Конфедерацијата на слободните синдикати и незината заложба и улога на општеството? Јас лично сум Благоје Ралповски, сопруг, татко на двајца тинејџери. Нешто повеќе околу синдикалното организирање и како сум се нашол во Конфедерацијата на слободни синдикати, тоа беше пред 15 години, заради прекршување на правата на работниците во една институција, каде што и ден денеска работам, а тоа е Агенцијата за катастар на недвижности, одлучив дека треба да се бавам со синдикалното организирање. И можам да кажам дека во овие 15 години, благодарение на оние постари синдикалци кои што беа во Конфедерацијата на слободни синдикати, можам да кажам слободно дека имам стекнато големо искуство во кое што ми дава за право да кажам што јас имам направено и кое искуство мое го имам и што имам направено за синдикалното организирање и за работниците во Македонија. А тоа е една работа каде што, прв пат ќе ја кажам, што сум задоволен со сам себе, затоа што до 2017-18 година многу ретко се разговараше за работничките права, многу ретко се разговараше за платите на вработените, на работниците. Благодарение на онаа моја иницијатива која што има во Конфедерацијата на слободни синдикати, благодарение на препознавање од страна на другите грански синдикати и благодарение на тоа што станав претседател на Конфедерацијата на слободни синдикати, денеска многу често разговараме за работничките права, ако не и секојдневно сме и на медиумите
и на порталите, така да еве можам да кажам горд сум што сум постигнал во синдикалното организирање, а тоа е дека сите работници и сите денеска, сите граѓани во Македонија разговараат секојдневно за работничките права и за нивните плати. Некој ќе каже, да, ти си крив што денеска се разговара секојдневно, да, јас сум тој кој што упорен беше во првите 2-3 години, можам да кажам 2017, 18, 19, да излеземе од она сивило во кое што беа синдикатите. И горд сум што сите денеска синдикати се толку гласни и разговараме за работничките права и можам да кажам дека социјалниот диалог е подигнат на многу повисоко ниво него што беше претходно. Кои се најголемите предизвици со кои се соочуваат бизнисите кога се обидуваат да ги задоволат барањата на работниците? Интересно е ова. Пред се, бизнисите имаат предизвик самите со себе да обстојат и во многу дискусии или во многу анализирање на состојбите, особено ние кажуваме дека кај нас поголемиот број на предпријатија и лидери и собственици на предпријатија, особено на оние микро и малите, имаат предизвик прво со самите, со себе, со обстојувањето на бизнисот. А понатаму и со предизвикот за доволен работник, се што вклучува задоволниот работник, добро работно место, безбедно работно место, добра плата, добар однос, напредување во професијата и така натаму. Предизвикот е како да се дознае и како да се знае и како да се зајакне капацитетот и свеста за управување со најважниот ресурс, а тоа се работниците во компаниите. Благодарам многу. Што за вас представува фер договор за работниците со оглед на моменталната состојба во државата и кои се најприоритетните предизвици што ги имаат вашите членови денес? Фер договор. Можам да кажам слободно дека пример можеме да го дадеме оние договори кои што ги имаме со владата со оваа влада во последните 10 месеци, во делот на образованието, во делот на здравството, во делот на полицијата. Имаме, на пат сме да се договориме и за во делот на јавната администрација, договори кои што се 4 годишни, каде што сме препознаени дека она што ни беше одзимано во минатото треба сега да го надокнадиме, за да дојдеме на една нула и за да почнеме да одиме по еден нов пат, а тоа е патот на создавање на еднаква плата за сите во јавниот сектор, затоа што сите знаеме каков хаос е направено. Фер договор е исто која таков договор ќе имаме и со работодавачите. За жал, оној општ колективен договор за во приватниот сектор е многу стар и ретко се преговара во тој дел. Дали е вината во работодавачите, а можда е поголемата вина ке нас работниците, каде што не ги иницираме тие отварање на тој општ колективен договор во приватниот сектор. Работодавачите во тој дел се лагодни, ние повеќе се насочуваме кон јавниот сектор и кон буџетарите. Мислам дека е време да свртиме еден нов лист и да почнеме истиот тој диалог кој што се практицира веќе во делот со владата, да почнеме да го отвараме и на таква фер основа да разговараме и со работодавачите, и мислам дека тоа е голем предизвик во кој што многу ќе се промени во државата. Ви благодарам. Како може колективното договарање да еволуира за да биде поиновативно, поконструктивно, наместо борбено? Прво морам да кажам за она што го кажа мојот колега претходно, околу фер договори и околу долготрајноста или одолговлекувањето на потпишување на општ колективен договор и каде е проблемот. Јас тврдам дека проблемот се наоѓа во мотивот и во искреноста. Доколку постојано се организираат, се застапуваат интереси кои не се засновани врз
усогласена економска иницијатива, нарочито го кажав ова за вашите слушатели, гледатели и така натаму, усогласеноста секој што поврзувам со почитувањето на законите, и оние пишани, и оние непишани, тука и моралот и етиката, кога ќе бидеме искрени што сакаме да постигнеме, во тој момент ќе имаме и договарање за било што, не само колективен договор, општ колективен договор или фер договор. Што се однесува до модерното колективно преговарање, е пред се за мене колективното преговарање е дел од цивилизацијската култура и цивилизацијскиот напредок. Горд сум што имавме шанса на правниот факултет да со одредени посети и предавање прво да почувствуваме енергијата на образованието и на цивилизацијата, и ние сме сигурни дека кај вас правниците, докторите на општеството, дека има цивилизацијски напредок и има впивање на правната култура. Тука го гледам и модерното колективно преговарање. Ако се уважуваме и ако се почитуваме во формата која минимално треба да биде постигната и пропишана, во тој случај ние имаме шанси да се договараме. Да бидам појасен, сите во секое време треба да преговараат за своите права и услови во кои живеат, работат или па остваруваат и трудово и граѓанско право. Мислам дека клучни се за нас правниците оние настани кои што ги имавме со вас, со професорот Лазар, поради тоа што навистина навлегуваме во правниот вистински свет и навлегуваме во некоја вистинска сфера, не само тоа што е напишано на книга, како што кажавте, туку се соочуваме со реалните проблеми и луѓе како вас не учат како да се справиме со истите. Мислам дека се многу клучни и тие обуки. Точно е тоа. Секогаш ми измислите, ве помислувам, и оние работилници кои ги работевме во рамки на проектот за намалувањето или за свеста за трудовата експлоатација, меѓутоа неизмислите ми поминува дека секој еден проблем треба брзо да се решава, за да може да се мисли на иднината, и затоа велам модерните доктори на општеството треба модерно и прагматично да ги решаваат проблемите, меѓутоа да не заборават секогаш да го користат искуството на искусните, на професионалците. Се согласувам со вас. Може ли да споделите пример за успешна соработка помеѓу вашите организации што ги подобри условите за работа и продуктивност? Па има многу примери за успешна соработка, дали во агенции, дали во локални самоуправи. Но еве, овој баш разговор ме поттикна нешто да кажам, предизвикот на културата, на стварањето на културата на социјален диалог, на колективно преговарање, е уште еден за мене, можам да кажам, голем успех, што се случува и се прави една еволуација во општеството во делот на работничките права во последните 6-7 години, затоа што мислам дека претходно таа експлоатација на трудот, работничките права и така натака беше една небитна работа каде што многу ретко се разговараше и на правниот факултет, кој што е еден од најбитните факултети за унапредување на работничките права, пошто тука излегуваат голем број на правници кои што се од она или од оваа страна, дали е се страната на работодавачите, адвокати и така натака. И мислам дека денеска веќе таа култура на социјален диалог и колективно преговарање веќе носи еден друг правец и еден друг предизвик, а тоа е дека работите ќе ги решаваме низ диалог и дека се помалку ќе има правна разрешници низ судовите и дека работниците можат да бидат многу посигурни, а тоа е благодарение на одредени професори кои што синдикалното право или правата на работниците, колективното договарање, социјалниот диалог веќе го внесоа во рамките на нивните секојдневни состаноци или предавања кон вас студентите, каде што вие веќе многу повеќе уште пред да излезете од
или пред да дипломирате, многу повеќе сте запознаени во делот на тоа какви права имате или какви права треба да имаат работниците. Тоа е еден голем предизвик што мислам дека предизвик и еден голем потенцијал што еве ние како социјални партнери сме успеале во минатото да го дадеме на општеството еве како наш труд во минатото и се надевам дека тоа ќе се унапредува во иднината од страна на вас како еве надежни правници во иднината. Ви благодарам многу. Каква улога треба да има владата во регулирањето на работните односи, повеќе да се присутни или пак одсутни? Околу регулацијата имаше еден потек кој нам и во Бизнис конфедерација ни се допадна, а тоа дека владата се повлече од мешањето во преговорите за минимална плата. Владата или извршната власт треба да ги извршува и да ги следи и да ги контролира спроведувањето и спроведувањето и почитувањето на законите. Она што е на почетокот што го кажав, тоа и го мислам дека цивилизацијската култура, особено кај социјалните партнери во социјалниот диалог, и она што од оваа сцена би го испратили како порака и до сите останати чинители во општеството кои се бават со општествената дејност, дали се тоа јавни институции, невладин сектор или владата, останатите органи во составот на владата, треба да ја почитуваат културата на диалогот и на разбирањето врз поставените параметри, закони, подзаконски акти, правилници и така натаму. Така да ние треба да разговараме за трудовата легислатива и се што носи трудовата легислатива, а владата треба пред се тоа да го контролира и да внимава на имплементацијата. Односно, потегот на повлекување од преговорите за минималната плата го измери нивото на подготвеност и капацитети на социјалните партнери да се договараат како ќе креираат еден сериозен институт за понатаму да видиме дали ние имаме одржлив социјален диалог или пак имаме подлога да туркаме колективно преговарање, вклучувајќи ја минималната плата во сите можни сектори кои постојат и во сите професии и занимања. Дали вие мислите дека владата треба да биде поприсутна или пак поотсутна? Па ја секогаш сум велел дека и мислел, и тоа го практикувам, дека трипартитниот социјален диалог е само за најбитните и најкруцијални прашања во државата каде што треба да имаме консенсус, а дека бипартитното преговарање е она и социјален диалог, она кое што треба да го практикуваме сите, и ние, и работодавачите, и владата. Мислам дека она што сега се случува е дека се форсира тоа тој бипартитен социјален диалог, и мислам и уверен сум дека тоа ќе даде голем бенефит во иднина, но морам да кажам, за се треба време, за се треба умешност, за се треба разбирање од сите страни. Кога сите ќе разбереме колку е битен бипартитниот социјален диалог, тогаш ќе имаме големи успеси. Со тоа самото ви кажува дека мислам дека владата треба да си го гледа нејзиниот дел и делот каде што се решаваат едни круцијални прашања, а тоа е измените на законот кои што ги засегаат работниците или онаа широка лепеза на закони во трудовото право. Ви благодарам. И за крај, кога би можеле да направите една промена за да ги подобрите работните односи во земјата, која би била таа? Интересно. Бидејќи нашата антрополошка ментална поставеност и припадност секогаш поврзува
задоволство на работата ја поврзува со платата, би го потикнал преговарањето и договарањето на работен однос врз основа на изработени работни часови, во кои успешно би се следела имплементацијата на работната задача од страна на работникот и од страна на работодавачот, со тоа што постојано би биле во комуникација да ги уредуваат односите базирано на задоволството на едната и на другата страна. Без оглед на тоа што ова што го кажувам со работниот час и пресметката на работниот час е поврзан со надокнадата за изработеното време, не заборавам или пак подлекувам дека не заборавам да споменам дека мислам и на целата на трудовата легислатива која носи се во работниот однос помеѓу работодавачот или договорот за работа помеѓу работодавачот и работникот. Вашите правници кои го следат овој подкаст ќе знаат дека станува збор за целокупната трудова легислатива која е пренесена во мониторирањето и остварувањето на правата на работникот и на работодавачот низ непосредна комуникација изразена во мерење на работниот час во еден работен однос. И за крај за вас, кога би можеле вие да направите една промена за да ги подобрите работните односи, која би била таа? Па јас би го кажал истото, ама обратно некако во обратна насока и не толку сложено. Ајде на претерано, значи не толку сложено, малку поедноставно. На почетокот тебе колегата од Бизнис конфедерација спомена за безбедноста и здравјето на работното место. И знаеме дека тие се загрозени кога најчесто кога работникот работи прековремени часови, ама очигледно на многу работодавачи тоа не им е јасно, туку гледаат како да го искористат што повеќе работникот, а не како да биде работникот попродуктивен, во кој ќе имаат профити едниот и другиот. Затоа ја би променил дека не треба да го мериме веќе трудот по минимална плата или по плата, туку треба да го мериме по изработен час и да биде наместо минимална плата работен час платен, со тоа што ќе мериме вистинската работа на работникот, значи вистинското време поминато на работното место, затоа што знаеме сега, ајде да почнеме да набројуваме во многу сектори, да не навредиме некого. Работниците се плаќаат за 40 сати неделно, а работат и по 46 и по 50, така да кога ќе дојдете дека они зимаат 100 или 200 евра над минималната плата, на крај со прековремените сати повторно доаѓаат на минимална плата. Затоа работниот час е предизвик и јас и на тоа ќе инсистираме ние како конфедерација во следниот период, наместо да имаме минимална плата, да имаме минимален работен платен час. Ви благодарам многу и се гледаме во наредна епизода.